Врз основа на член 51 став 1 од Законот за спречување корупција и член 24 став 1 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување корупција, ја отворам 212-та седница на Државната комисија за спречување корупција. Денеска, значи, со почеток во 11 часот, ја почнуваме јавната седница во врска со поднесени приговори. Со следниот дневен ред. Прва точка. Разгледување на поднесен приговор во врска со член 8а од Изборниот законник од Оливер Андонов од Скопје против јавното предпријатие Јасен. Втора точка. Разгледување на поднесен приговор во врска со член 8а од Изборниот законник од Лидија Богатиновска од Битола против владата на Република Македонија. Постапувајќи согласно член 74 од Изборниот законник и во врска со поднесен приговор за непочитување на одредбите од Изборниот законник до Државната комисија за спречување на корупција, овие точки Државната комисија за спречување на корупцијата од седницата ги прогласува за јавни. Одиме на првата точка од дневниот ред. Разгледување на поднесен приговор во врска со член 8а од Изборниот законник од Оливер Андонов од Скопје против јавното предпријатие Јасен. Поднесителот на приговорот е известен, но не го гледам тука дека е присутен. Така, известител за овој предмет ќе бидам јас и ќе го почнам со реферирање. Значи, предметот се води под број 5722/1. Значи, лицето Оливер Андонов, како поранешен директор на јавното предпријатие Јасен, поднесува приговор во врска со неговото разрешување, сметајќи дека било постапено спротивно Изборниот законник и дека лицето Оливер Андонов е разрешен во време на изборен процес, што е спротивно на Изборниот законник и на мислењето на Државната комисија за спречување на корупција, што го има издадено како генерално мислење спрема владата на Република Македонија. Од страна на лицето Оливер Андонов поднесен е приговор заведен под број 125722/1 од 1.9.2017 година, во кој видно од неговата содржина се надведува дека именуваниот е противзаконски разрешен и тоа спротивно на деловникот на работа на Управниот одбор на ЈП Јасен. Во понатамошниот текст на приговорот подносителот наведува дека одлуката за негово разрешување од страна на Управниот одбор на јавното предпријатие Јасен е донесено на седницата на 5.8.2017, а истата стапила на сила 11.8.2017 година. Понатаму, во приговорот, подносителот се повикува на повреда на одредбата од членот 8а на Изборниот законник. Во прилог на приговорот се приложени како документи одлука за разрешување, донесена од страна на Управниот одбор на јавното предпријатие Јасен, подпишана од страна на лицето Маријан Даскаловски, известување до подносителот од страна на адвокатско друштво Костиќ Велковски Цветановска за повикување за обезбедување на услови за одржување и свикување на конститутивна седница на новиот управен одбор, известување од јавното предпријатие Јасен до адвокатско друштво Костиќ Велковска Цветановска за одржување на седница на управен одбор на јавното предпријатие Јасен, предлог дневен ред за одржување на седница на управниот одбор на ЈП Јасен, пријава одјава за задолжително здравствено осигурување М1 М2. Од приложената документација од пријавата на подносителот
изведена е следната констатација. Од самиот приговор се гледа дека истиот е поднесен во уредна форма со прилог на списи кои може да укажат за утврдување на правилна фактичка состојба врз кое утврдување да се донесе со закон заснована одлука од страна на комисијата. Од содржината на самиот приговор се гледа дека се елаборира законитост или незаконитост на донесување на определена одлука од страна на управниот одбор на ЈП Јасен, нешто за кое ДКСК нема надлежност да одлучува, ниту пак да оценува или преиспитува факти за укинување или поништување на конкретен поединечен акт донесен од државен орган. Имено, подносителот има право во понатамошна друга постапка пред друг орган да ја докажува или оспорува или пак преиспитува законитоста за овој предмет. Видно од прилозите поднесени кон приговорот, самото дејствие на разрешување во форма на одлука е донесено на 5.8.2017 година, ден кој не ги опфаќа распишувањето и донесувањето на одлука за распишување локални избори 2017 како ноторен и неспорен факт. Ова истото се гледа и од прилогот, пријава одјава М1 М2 образец, каде и подносителот од надлежниот орган е одјавен од работното место со истата дата, 5.8.2017 година. Имено, одредбата од член 8а од Изборниот законник вели дека од денот на донесување на одлука за распишување избори до завршувањето на изборот на председател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на владата на Република Македонија, согласно резултатите од изборите, како и од денот на донесување на одлука за распишување избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на Советот, односно до конституирање на Советот на Општините и градот Скопје, не може да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување. Оваа одредба не коинцидира во конкретниот случај со конкретниот случај од причини што самиот чин на разрешување е направен пред донесувањето на одлуката за распишување локални избори на 6.8.2017 година. Од претходното може да се заклучи дека постојат достаточни факти кои укажуваат и кои не одат во прилог на основаноста на приговорот. Поради горе наведеното и предлагам на комисијата да донесе одлука дека наводите од приговорот не се потврдени, истиот да се одбие како неоснован и предметот да се затвори и архивира. Донесената одлука да се објави во рок од 24 часа од нејзиното донесување на веб страницата на ДКСК и за одлуката да се извести подносителот. Предлозите за донесување на одлука ги ставам на гласање пред комисијата. Кој е за? Ви благодарам. Констатирам дека комисијата едногласно ја донесе одлуката за одбивање на овој приговор. Предметот е оформен врз основа на поднесен приговор од страна на Лидија Богдановска. Со ова сакав и да го поправам председателот, оти првата најава го рече Лидија Богатинова. Како и да е, ова не бил предмет негов, па лапсус се случуваат. Од Битола и е заведен кај нас под број 12-5723/1 од 1.3.2017 година. Врз основа на деловник за работа на комисијата и процедурата за распределба на предметите, овој предмет е распределен кај мене, тоест гледате Сејди Халили. За да нема нејаснотии и кај членовите и кај јавноста, приговорот, бидејќи е краток, целосно ќе го прочитам.
приговор од Лидија Богдановска од Битола, улица Абдул Керим Паша, број 1-А, против решението број, да не ве замарам со бројки и датуми, со решение број тоа и тоа од датум тој и тој на владата на Република Македонија. Разрешена сум од должноста вршител на должноста директор на служба за просторен информативен систем, орган во состав на Министерството за животна средина на просторно планирање. Приговорот го поднесувам поради тоа што решението е незаконито. Решението го добив по имејл адреса на моје барање на ден 27.8.2017 година, а на ден 17.18 бев повикана да извршам примопредавање со новиот директор, но бев известена и немав добиено никаков документ за разрешување. Во решението не се наведени причините за разрешувањето и истото е без правна поука. Решението е антидатирано и издадено е во време кога се распишани локалните избори. Немам добиено прераспоредување и повторно на 2 години пред пензија се најдов како невработено лице. Барам да се усвои приговорот, решението број тоа и тоа од датум тој и тој на влада на Република Македонија да се поништи и да се вратам на работа на должноста на која бев претходно назначена. Во прилог доставила и решение подпишана од страна на премиерот, донесена од влада на Република Македонија во фотокопија. Колега, само ќе те молам, бидејќи го испушти датумот кога е донесено решение, претходно не го прочитавте, бидејќи датумот е важен тука. Ќе го прочитам све, значи. На приговорот и доказниот материјал, тоест на решението, е посветено внимание, добро внимание, во проучувањето заедно со советникот и тоа од аспект на одлучувањето на ЗСК, а во смисла на изборниот законник. Па затоа на комисијата да не ве замарам со информациите кои ги добивте во овој период од аспект на ЗСК, односно на ИЗ, што е дозволено и што е недозволено, ја пократко да бидам, да не ве одземам многу време. Значи, на комисијата и предлагам да ја донесе следната одлука. Приговорот се одбива како неоснован од причина што решението за разрешување од должноста ВД директор на службата за просторен информативен систем, донесена од владата на Република Македонија на ден 3 август 2017 година, заведено под број 24-4584/1. Само ради ова причина, значи, одлуката е донесена за разрешување на директорката пред денот на распишување на изборите, тоест пред 6.8.2017 година. Второ, му предлагам на комисијата да се извести подносителот на приговорот. Трето, одлуката на комисијата за одбивање на приговорот да се објави на нашата веб страница согласно законските прописи и четврто, предметот да се затвори и архивира. Јас толку имав, ви благодарам, фалемдерите.